Почитувани гледачи, како што најавивме, еве го до мене се наоѓа извршниот директор за комуникации на Македонски телеком и на T-Home, господинот Димитар Говачевски. Здраво, живи, добредовте во Супер звезда. Како сте, господин Димитар? Одлично, како сте вие? Одлично, фала многу. Имаме една специјална можност денеска со нас да имаме едни две малечки принцези. Тие се тука и они ќе ни се представат. Ајде да видиме. Здраво, како се викаш ти, куклево? Ева, а оваа женска се вика? Тамара. Како сте, добри ли сте? Да. Денеска малку студено, така, но ние ќе направиме да се загрееме и да си поминеме во убав амбиент и атмосфера до крајот на нашата емисија. Господин Димитар, ќе ни кажете ли нешто повеќе за Македонски телеком и за T-Home Македонија? Што се случува кај вас во вашите креви? Кај нас се случува многу. Ја можам да зборам многу за постарите, меѓутоа бидејќи оваа емисија оди знам во 10 наутро, ние редовно ја гледаме дома, ќе ви кажам што има таму за децата кои што се нашата иднина. Тоа така сите го викаат. Така. Значи, T-Home ја има многу познатата Max телевизија, значи во пакетите 2 Max, 3 Max, и на која што за најмладите ги имаме најдобрите канали на цртани филмови, значи тука е Minimax, Тамара знам дека го гледа секој ден, затоа зашто тоа е на српски јазик, па ние многу близок можеме да го разбереме. Меѓутоа имаме и Бумеранг, имаме и Cartoon Network, и има безброј други цртани филмови канали кои што јас искрено не можам сите да ги научам. Има ли, дали е точно дека наскоро и со Супер звезда ќе отпочне на невидена соработка? Значи, помалите да знаат, тоа се преговара помеѓу фирмите, значи Македонски телеком преговара со Супер звезда. Тоа се мои колеги што преговараат. Тука е едниот од преговарачите, па Дарко може да ни каже дали ќе ги гледаме на архивата на Македонски телеком. Така, на само Max TV. Јас се надевам дека ќе ги гледаме. Да, мене ми е многу драго што можеме вака официјално добивам дека многу наскоро ќе започне една соработка, така да во архивата на Max телевизија ќе има емисија од Супер звезда кои што нашите најмалечки ќе можат во секој време да ги гледаат и тоа апсолутно бесплатно. Драго ми е што почнуваме една ваква соработка. Што понатаму се случува? Вашата е голема фирма, има многу големи понуди. Што се друго има во корист и во интерес на дечињата? Во интерес на дечињата постојат исто така понуди кои што ние ги имаме, односно имаме пуно заштита за малите деца во однос на интернетот, во однос на телевизијата, значи сите оние содржини кои што родителите не сакаат и кои што децата не треба да ги гледаат се заштитени со специјални шифри. Исто така на страната на T-Mobile ние го имаме веројатно најпопуларниот телефон на светот, а тоа е iPhone-от, кој што ексклузивно го продаваме веќе известно време. Сега гледам дека се наоѓа во други продавници, меѓутоа iPhone-от како што за постарите, така и за децата е една многу интересна направа. Со него се сликаат, гледаат различни апликации и веќе децата подобро ракуваат и од постарите и од оние кои што го донесоа, односно вработените во Телеком. Така, една од тие и мојата ќерка која што е експерт за тачскрин, иако има само 2 години и 2 месеци, мислам дека децата треба да имаат можност уште од мали да се дружат и да пратат технологијата, како би можеле кога ќе пораснат, вистински да се каже дека пораснале со таа технологија и да знаат во мали прсти. Секоја генерација расте во времето во кое што расне, така да нашите татковци, односно нивните дедовци раснале во една генерација кога немало мобилни телефони, ние растевме исто така кога почнуваа мобилните телефони и така да секој во свое време треба да ги научи сите технологии кои што му се достапни, бидејќи во иднина ќе му биде сигурно полесно. Апсолутно. Што не кажавме? Што уште е убаво да знаат родителите да можат да посветат внимание? Па во принцип во кратки црти го кажавме тоа што е најважно за родителите, да го знаат дека во нашата компанија навистина има грижа за она што младите го гледаат на телевизија, како тие да го уште еднаш ќе кажам како да заштитат и на интернет и на Max телевизијата исто така да не ги гледаат. Тие содржини кои што не треба да ги гледаат, исто така имаме и голем број на броеви отворени кои што се специјални за да може да се пријавуваат најразлични лоши појави во општеството, потоа да можат институциите да реагираат и тоа е се што нашата едно од работите, односно неколку работи со кои што нашата компанија помага за подобар живот во државата, а исто така и за подобро детство на овие малецки и на сите други. Јас ви благодарам што неуморно работите и секој ден давате придонеси и не е само со нови технологии кои што ги носите кај нас и со разни програмски пакети како например на Max TV, дури и што правите еден голем и несебичен придонес за развојот на детската култура и за развојот на културата на младите во Република Македонија преку фондацијата T-Mobile за Македонија. Малку повеќе за тоа ќе разговараме за неколку минути, а сега ќе направиме една кратка пауза во ред. Да. Малце ќе направиме еден краток одмор, се враќаме за неколку минути повторно во разговор со господинот Димитар Говачевски, кој што е извршен директор за комуникации во T-Mobile и во Македонски телекомуникации. Да. Благодарам.
ги малечките принцези до мене. Ева, Тамара, дали сте добри? Да. Дали живате денеска овдека на площада? Да. Како се забавувате? Дали е се под контрола? За едно дете да биде весело и среќно, што треба да има? Например, еден балон овдека, кој што го добивме денеска, почитувани гледачи. Значи, нашите пријатели од T-Mobile ни го подарија. Добивме една шекерна волна бесплатно, така? Сите деца кои што сакаат може да добијат шекерна волна, но тука има и многу дечиња кои што играат, многу дечиња кои што пеат, кои што шетаат со мама и тато, па се сликаат со Дедо Мраз, па има едно ангелче кој што шета, се сликавме и со него. Каде е сликата? Оставивме кај мама? Ајде во некоја наредните емисии ќе им ја покажеме и на гледачите. Битно, дали вие сте денеска среќни и задоволни? Да. Да, а ти, Кукле? Да. Многу ми е драго што имам вакви прекрасни дечиња до мене. Господин Димитар, значи, освен тоа што имате голема понуда за сите ваши клиенти, имате и фондација која што од друга страна пак дава и донира и ги помага сите оние кои што немаат на некој начин. Што се случува со фондацијата T-Mobile за Македонија? T-Mobile за Македонија е најголемата фондација во Република Македонија. Таа е една од првите фондации во Македонија и која што навистина функционира на едно многу високо ниво, кое што може да се најде во многу поразвиени земји во Република Македонија. Таа е фондација во која што сите наши колеги кои што работат на волонтерска основа, значи никој не е платен за таа работа, тоа се луѓе кои што навистина имаат голем дух и кои што се ангажирани секојдневно во неа. Таму се анимираат и голем број на други компании кои што донираат во неа, покрај T-Mobile и Македонски Телеком. И за новогодишните празници традиционално на оние дечиња кои што не можат нивните родители да им овозможат или пак кои што се без родители, а кои што се супер деца, кои што навистина го заслужуваат тоа, фондацијата T-Mobile за Македонија на 20 такви институции им донира, односно им носи новогодишни пакетчиња. Тоа се голем број на институции. Ајде најубаво да видиме еве за кои институции станува збор, инаку јас сакам да кажам дека ние неодамна заедно со T-Mobile за Македонија бевме и специјални гости при донирањето на една од вашите донации во детското SOS село и прекрасно поминавме таму, не само што дониравме, туку и се дружевме со дечињата, заедно пеевме, заедно игравме. За кои други институции станува збор? Јас сега не можам сите точно да ги кажам на памет, меѓутоа ги имам тука запишано, значи и SOS детско село и Порака, Центар за поддршка на образованието на ромите, Заводот за рехабилитација на деца и младици во Скопје, децата од семејствата кои што се згрижени во домашни услови, основното училиште Гоце Делчев со децата за социјално загрозени семејства, потоа Димитар Влахов, децата со оштетен вид, клиниката за детски болести и така натаму. Голем број на дечиња се опфатени, а денеска тие се наоѓаат во универзална сала, каде што фондацијата T-Mobile за Македонија и Македонски Телеком има возможија да присуствуваат на представата Дедо Мраз и пријателите и ја верувам дека тие во овој момент уживаат таму. Кажете ми, убаво е од една страна човек да работи и да зема, но кажете колку е убаво од друга страна пак да се дава. Прекрасно е да се дава, затоа зашто ова е голема компанија која што има и голема одговорност кон граѓаните на Република Македонија, од најголемите до најмалите. Ние се трудиме секојдневно да излеземе во пресед на голем број организации, на голем број манифестации, така да голем број на концерти, голем број на друштва во Македонија, голем број на конференции на кои што се разменува знаење, се спонзорирани од наша страна. Исто така сакаме и на дел од институциите кои што се занимаваат со заштита на културното наследство да им помогнеме, во тој дел имаме донации, така да мислам дека и Македонски Телеком и T-Mobile се еден многу вреден и многу значен член на македонското општество. Може ли вака да ве прашам, многумина знаат дека станува збор за голема компанија, за голема корпорација. За колку голема фирма станува збор, еве многумина не знаат. Точно ли е дека T-Mobile е водечки бренд, например, во Америка за мобилни комуникации? T-Mobile е еден од трите водечки брендови во Соединетите американски држави за мобилни комуникации. Во Европа е несомнено еден од првите два, првите три, кога зборуваме за цела Европа, значи во Германија, во Хрватска, во Македонија, во Чешка, во Словачка, во Унгарија е прв бренд, исто така и во Грција сега T-Mobile влегува со својот бренд, односно преку своите компании, така да T-Mobile навистина е број 1, број 2 каде и да се наоѓа на пазарот. Посебно ми е драго што имаме еден ваков гигант во Република Македонија кој што несебично помага, несебично дава и од моје срце и од името на Супер Звездите сакам да ви се заблагодарам за несебичната поддршка која ја давате на нашата емисија, на детскиот проект Супер Звезди и се надам дека таа соработка и виднина ќе продолжи. Ви благодарам многу, сакам овдека да направиме повторно уште една пауза, а што се случуваше околу програмата за нова година, ќе разговараме малку подоцна од кога ќе направиме кратка пауза. Ви благодарам, господине. Одиме таму.
Почитувани гледачи, повторно се враќаме во разговор со господинот Димитар Ковачевски, кој што е извршен директор во Македонскиот Телеком и во T-Home Македонија. Господине Димитар, сега малку ќе поразговараме за тоа што се случува овдека во текот на новогодишните празници, со оглед на тоа што нашите гледачи ја гледаат оваа емисија за Божич. Ќе им бидеме должни да објасниме дека оваа емисија во моментов ја снимаме, значи во деновите пред Нова година, во моментот кога овдека имаме еден прекрасен базар. Сакам прво да ја прашам чива идејата, кој се досети да се направи нешто вакво? Идејата е, мора да бидам искрен, ние имаме колеги од Германија, значи генералниот директор на Македонски Телеком е од Германија, исто така и има уште неколку членови на менеджмент колегиумот кои што се од Германија. И воедно нашата компанија и нејзиниот извршен директор сме членови на Македонско-германско стопанско здружение и на еден од тие состаноци падна идеја дека во Македонија би било убаво да се најде начин како да се приближи германската култура, бидејќи сепак Македонски Телеком е во доминантна собственост на Deutsche Telekom и како таа култура германска и начинот на кој што тие ги прославуваат и Божич и Нова година да се приближи на Република Македонија. Таа идеја беше некаде пред 2 месеци, ние ја спремавме и на крајот на 25 декември, значи на католичкиот Божич, се направи овој новогодишен базар, на кој што имаме германски производи, значи оние познати германски колбаси, германски пива, германски колачиња, переци и цела една програма која што ќе биде во текот на тие 7 дена до Нова година. Дури и за дечињата, јас како што претходно најавив, има значи едно посебно место каде што ќе може да се дружат. Прво ова прекрасно катче овдека, ова е сцената која што е организирана токму за нив и за сите млади кои што ќе имаат приредби и кои што ќе имаат настапи, па дури имаме и бесплатна шекерна волна, така ли? Младите се дефинитивно главни во овој новогодишен базар. Тие не пијат вино греано и пиво, меѓутоа сепак за нив мораше да има најмногу содржина и затоа ова бина е направена за најмалите. Тука и Дедо Мраз, тука ќе има представи, тука ќе настапува и суперзвезда. Значи ќе настапуваат и уметниците, младите уметници од Средното музичко и балетско училиште од Скопје. Ќе има голем број на настани кои што ќе бидат во меѓувреме, значи и детски представи и сепак и секако дека и волната за деца која што е најинтересна, решивме таа да биде бесплатна, бидејќи постарите заработуваат, децата не заработуваат и така да секој дете и од Скопје, од Република Македонија може тука да помине да се забавува, да проба оваа волна, а постарите да пробаат и од пивото и од виното и да видат како тоа изгледа. Колку дена ќе има дружење овдека? Значи ова ќе трае 7 дена, од 25 декември до 1 јануари. Секој ден ќе има, како што кажавме, програма на која што ќе може децата да се забавуваат, луѓето поминуваат како што гледате, сега е предпладне, меѓутоа попладне верувам дека ќе биде полно како што беше вчера. Ето така, мене ме интересира дали има можности, дали се размислува во насока ова едно дружење овде да прерасне во традиција, па и до година, па и наредните години да имаме можност на ист начин да се гледаме и да се дружиме овде. Ова ние го правиме заедно со градот Скопје, значи градот Скопје ни излезе во пресред, оваа локација ни ја овозможи овде, исто така и нашите пријатели од Евана Македонија учествуваат со обезбедување на сите оние инфраструктурни потреби, струја и така натаму. И мислам дека со оглед на тоа што се работи за главниот град, со оглед на тоа што се работи за големи компании, сметам дека и до година и во идните години може да сметаме дека ќе имаме пак новогодишен базар кој што ќе го оплемениме, ќе го зголемиме, ќе видиме кај ни биле недостатоците и ќе може да го направиме се поубав и поубав од година во година. Така, јас ви благодарам за вашиот исцрпен одговор, а сега почитувани гледачи, предлагам вие да направите мала пауза, ние ќе ги посетиме штандовите да се увериме во квалитетот, нели, како што кажавме на гранената ракија, на колбасиците, пивцето, винцето, да видиме како скопјани и сите оние кои што другите градови доаѓаат се дружат овдека во предновогодишниот амбиент и атмосфера. Правиме пауза.
морам да ви кажам искрено, почитувани гледачи, дека еден од најдобрите соговорници кои што воопшто некогаш сум ги имал е господинот Димитар. Посебно ми е драго што сте ми денеска гостин во Супер Звезда и прекрасен разговор си направивме. Со вас имам впечаток дека 3 месеци да стоиме пред камера, 3 месеци ќе имаме за што да разговараме. Како ги имаме добра тема кога се работи за деца, ја мислам дека и поише 3 месеци можеме да зборуваме. Апсолутно. Ќе ми биде драго да се дружиме и понатаму, не само во ова, дури да најдеме и други прилики во кои што ќе може да се работуваме со оглед на тоа дека вие имате многу хумани активности, тука ќе бидеме да ги придружиме, да бидеме со вас секаде онаму каде што ќе одиме. Сега да ве прашам една работа, стануваше збор за некаков концерт. Јас точно не сум информиран, ќе може да ми кажете за каков концерт станува збор, кој што би сакал да го соопштиме вака јавно со цел да ги информираме оние гледачи кои што исто така не се информирани како мене. Значи, во склопот на новогодишните активности во главниот град, покрај овој новогодишен базар, Македонски Телеком и T-Mobile го организираат заедно со град Скопје и новогодишниот концерт на плоштадот Македонија, кој што се наоѓа баш за нас. Значи на 31 декември на концертот ќе настапат Петар Грашо и Даниела од Хрватска, кои што сите деца верувам дека ги знаат нивните песни. Од Македонија ќе настапат Бени Шачири, Елена Ристевска, Сузана Спасовска, Гоцар Наудов, значи за малку постарите да има и македонска народна музика. Исто така ќе имаме и други настапувачи, односно уметници од сите поголеми националности во Република Македонија. Така да ја мислам дека ќе имаме прекрасен концерт кој ќе трае повеќе часови на кој што ќе можат граѓаните на Скопје и на цела Македонија кои што ќе дојдат во Скопје да се забавуваат на 31 и да ја направиме најлудата ноќ, да вистина да биде најлуда таа вечер. Така, со оглед дека оваа емисија ќе се гледа веднаш по нова година, се надевам дека тоа ќе биде една вечер која исто така долго ќе се памети и ќе побине во прекрасен амбиент и во весело дружење. Сакам за крај да ве прашам, подготвувате ли нешто ново во новата година? Што може да очекуваме од вашите фирми? Во новата година, значи, ние како и секоја година подготвуваме, многу сме амбициозни во тој дел. Значи, како што веќе родителите на децата што ја гледаат оваа емисија знаат дека Македонски Телеком започна минатата година со изградба на една сосема нова мрежа, тоа е оптичка мрежа до сите домови во Република Македонија. Тоа значи дека сите ќе имаат најбрз интернет пристап до своите домови, ќе можат да гледаат непрешено и цртани филмови на интернет и уште подобро да ги гледаат каналите кои што одат преку Max TV. T-Mobile Македонија спрема понуда со многу нови мобилни телефони. Исто така ќе веќе почнува да се продава и iPad-от преку дистрибутерите на Apple, кој што е навистина интересен. Ја пулно зборувам за iPhone-от и за iPad-от. Ја поминав 2 години во Соединетите американски држави и навистина сум зависник од производите на Apple. Меѓутоа верувам дека тие и во Македонија ќе бидат прифатени исто како во целиот свет. Така да и T-Mobile спрема навистина понуди, тој секогаш бил лидер во она што го работи и дека ќе продолжиме исто така и со понудата на гледање на програми на 3 екрани, како што беше светското првенство во фудбал, можеше да се гледа и на интернет, и на телевизија, и на мобилен, и тоа ќе пожелиме да го правиме. Голем број емисии ќе можат граѓаните да ги гледаат во архивите на Max TV и мислам дека сите ќе бидат на крајот на 2011 задоволни. Јас ви благодарам, се гледа дека неуморно работите, ви посакувам така да работите не само во 2011, во сите наредни години кои што ни следат. За крај сакам да ви се заблагодарам уште еднашка за вашето гостување во Супер Звезда и ајде имаме ли некоја порака за гледачите и која е честитката новогодишна која може да ми ја упатиме во овој момент? Јас обично не давам долги пораки. На сите сакам да им посакам среќна нова 2011 година, многу успех, на помалите да ги слушаат родителите, на родителите да ги слушаат помалите, да не викаат многу по нив, децата да учат, да снимаат убави песни со Супер Звезда и да бидат умни, паметни, здрави и среќни цела 2011 година и натаму, а за натаму ќе се видиме на крајот на 2011, па ќе им посакаме и за 2012. Ви благодарам многу, ви благодарам од се срце, почитувани гледачи, господинот Димитар Ковачевски, извршен директор за комуникации во Македонскиот Телеком и во T-Mobile Македонија. Фала ви многу, поздрав од мене, ви посакувам се најдобро од се срце, од името на Супер Звезда. А вие, почитувани гледачи, бидете живи и здрави, се гледаме за 7 дена од сега во новото издание на Супер Звезда. До тогаш, чао, пријатно и да гледање. Чао!